Добар ден, ученици! Добре дојдовте на видеочасот по македонски јазик за второ оделение. Наставна содржина. Пишување на горен и долен полукруг, слушни и повтори. Програмско подрачје, почетно читање и пишување. Цел на часот. Ученикот да развива графомоторика со вежби за пишување, да се оспособи правилно да ги црта, пишува елементите на буквите, запазувајќи го растојанието меѓу нив и местото во редот. Потребен материјал за овој час: учебник по македонски јазик, тетрадка за почетно пишување и училишен прибор, гума и моливче. Доколку сте подготвени, може да започнеме со една приказна за 3 другарчиња кои отишле на прошетка во природа, каде што најчесто ги играат нивните омилени игри. Истата оваа слика, ученици, ја имате и вие во вашиот учебник на 21 страна. Може да го отворите учебникот. И денес овие другарчиња се договориле што ќе играат. Првата игра е игра во очи линии, бидејќи забележале дека се околу нив е представено со различни видови на линии и ги има сите видови на линии кои ги имаат изучено во училиште. Прави линии, исправени, легнати коси. Полукруг налево, полукруг надесно. И почнале да бараат, да воочуваат, да именуваат видови на линии. Тревата. Права, исправена линија. Кај дрвото. На гранките. Права легната линија, но и права крива линија. Стеблото на дрвото. Полукруг, налево, надесно, крива линија. Оградата во далечина ја забележале и таа била со полукруг нагоре, полукруг надоле, ги воочиле полукружните линии. Забележале штурче кое свири на виолина, гудалото на штурчето права накосена линија. Со исти такви линии шеширот на штурчето прави накосени линии, но воочиле и кружни линии на шеширот на штурчето. Забележале пчела која носи 2 кошнички со мед во форма на кружна линија. Исто така и главата на пчелата со кружна линија. Додека полукруг налево забележале на телото на пчелата. Одеднаш слушнале звуци и веднаш почнале втора игра која се вика слушни и повтори. Веднаш си поставили и правила на играта. Да го слушнат звукот околу нив, истиот звук да го повторат, а откако ќе го повторат, да го представат звукот со некоја линија која во првата игра ја воочија и ја именува. Да видиме што прво слушнале. Што слушнале, ученици? Слушнале кучето. Го слушнале кучето. Играта продолжува. Треба да го повторат звукот на кучето. Но ајде и вие да им помогнете па заедно. Аф, аф, аф. Така е, ученици. Следно од играта, звукот на кучето да го представат со линија. Звукот на кучето се договориле да го представат со права исправена линија. Да видиме следно што слушнале. Мачето го слушнале. Мјау. Така, звукот на мачето со кружна линија. Круг, кружна линија. Го слушнале црцорењето на штурчето и го представиле со права накосена линија. Зуењето на пчелата го слушнале исто така. Зуењето на пчелата се договориле да го представат со полукруг надесно. Видиме што уште слушнале.
Го слушнале ветерот. Така. Ветерот го представиле со крива линија која има полукруг надолу, полукруг нагоре, полукруг надолу, исто како и линиите кај оградата што претходно ги има воочено. Полукруг нагоре и полукруг надолу, ученици. Ние денес ќе учиме да пишуваме горен полукруг и долен полукруг. Еве, ова е горен полукруг, бидејќи испакнатата страна, односно стомачето е на горната страна, е нагоре. Горен полукруг. И ова е горен полукруг. Така, долен полукруг, бидејќи испакнатата страна, односно стомачето е надолу, на долната страна. Така. Пред да почнеме да пишуваме, треба да запомниме, а тоа е дека секогаш пишуваме од лево кон десно во редот, да не притискаме со моливчето додека пишуваме, моливчето слободно да го држиме со прстите, да не излегуваме од линиите во редот и да внимаваме на растојанието помеѓу елементите. Зошто е важно правилно да се пишуваат сите линии? Правилно пишување на сите видови линии, и прави, криви, кружни, полукружни, е многу важно, бидејќи тие се елементи на буквите, кои букви понатаму ќе ги изучуваме. Вие, ученици, отворете ја вашата тетрадка и да започнеме со пишување. Пишуваме во тетрадка за почетно пишување. Но како се пишува во оваа тетрадка? Забележуваме редовите. Еден ред е представен од горната црна линија до долната црна линија. Тоа ни представува еден ред во тетрадката. На средина забележуваме тенка линија, која што тенка линија ни го означува просторот во кој што ќе ги пишуваме малите букви, а ние денес мал полукруг, нагоре и надолу. Да започнеме. Голем, долем полукруг. Голем, бидејќи е од горната до долната црна линија, е голем полукруг. Долен, бидејќи испакнатата страна, односно стомачето е на долната страна. Како пишува? Почнуваме од горе, со моливчето повлекуваме линија, се движиме надолу, полукруг и продолжуваме нагоре. Значи, од горе се движиме надолу, полукружно вртиме со моливчето и линијата ја продолжуваме до горе. Еве уште еден долен полукруг, со тоа што внимаваме на растојанието од еден до друг полукруг. Повторно внимаваме на растојанието од еден до друг полукруг, но внимаваме и да не излеземе од редот. Над линијата горе да не пишуваме, исто така и под долната линија. Не притискаме со моливчето, оставаме тенка линија. Исто се пишува и горен полукруг. Голем, горен полукруг. Голем, бидејќи пишуваме од горната до долната црна линија, а горен, бидејќи испакнатата страна ни е сега на горната страна. И сега почнуваме од доле, повлекуваме со моливчето, се движиме нагоре, вртиме, повторно линијата ја продолжуваме до долу. Внимаваме на растојание од еден до друг полукруг, внимаваме да не излеземе од редот ниту над линијата, ниту долу под линијата, не притискаме со моливчето. Мал полукруг, мал долен полукруг. Долен, бидејќи испакнатата страна не е на долната страна, а мал, бидејќи сега пишуваме само до тенката линија, не се движиме до горната црна линија, туку до тенката линија која ни е на средина на редот.
Повторно внимаваме на растојание од еден до друг полукруг, не притискаме со моливчето и не излегуваме од линиите. Мал горен полукруг. Сега испакнатата страна ни е горе до тенката линија, мал бидејќи почнуваме од долу и се движиме само до средната тенка линија. Исто внимаваме на растојание, не излегуваме од редот ниту над, ниту под линијата. Вие ученици оваа вежба ќе ја допишете, ќе ја довршите за домашна задача, а сега да поиграме игра меморија. Како се игра оваа игра? Секој звук што претходно го слушнавте, звукот на мачето, на кучето, ветерот, пчелата и штурчето, го представивме со еден вид на линии, со различни линии. Со права накосена, права исправена, со круг, со полукруг, надесно. Требаше да ги запомните овие линии, јас верувам ги запомнивме, и да ја почнеме играта. Звукот на мачето. Со каква линија го представив? Со кружна линија, во форма на круг, така. Звукот на кутрето, со каква линија го представивме? Со права исправена линија. Одлично. Ветерот, долен полукруг, горен полукруг. Одлично. Пчелата, полукруг надесно, така, и штурчето, ученици, со каква линија го представивме, црцорењето на штурчето, со права накосена линија. Одлично, ученици, јас ви благодарам за денешниот час. Се надевам, ви беше интересен часот, научивме за видови на линии, горен и долен полукруг, и се гледаме на следен видеочас. Довидување.